Пуста кампања од луѓето прави се и се што. Ми се треса да и пачевиците и нозите комплетно. Секако тоа го кажувам на шала, заради тоа што прво Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со нашата коалиција можеме. Очекуваме и е извесно возможно сами да обезбедиме мандати за формирање на сопствена влада. Но и во такви околности ќе влеземе во коалиција, за да има рамноправна застапеност на сите етнички заедници во парламентарното мнозинство, кое што ќе ја сочинуваат новата парламентарна влада. Но никако, ама апсолутно никако, нема да дозволиме уцени, закани или било какви тајни преговарања. Ние можеме да се договараме за вредности, за интересот на граѓаните, за подобар живот на сите, на програмски определби, но уцени никако. Ова е важно за да знаат граѓаните дека не зависи ни од Ахмети, ни од Заев, ни од Мицковски, ни од Тачи, ни од села, ни од било кој во државата. Тоа зависи исклучиво, ама апсолутно исклучиво од граѓаните, кои што се надевам ќе излезат во масовен број, за да дадат и силен легитимитет на овие избори и на идните институции, парламентот и владата, со што ќе го искористат своето право тие да одлучуваат. Тие кажуваат кој ќе биде пратеник, кој ќе биде председател на собрание, кој ќе биде министер, кој ќе биде председател на владата. И апсолутно никој друг. Секако ќе бидат мултиетнички сите концепти и на парламентарното мнозинство и на владата. Тоа е нашиот концепт, едно општество за сите и само така продолжуваме. А помислата дека треба да се замине во опозиција, веројатно не е лесна работа. Го знаат тоа чувство во моментот и господинот Ахмети и господинот Мицковски.